Немам часовник, ама знам дека време е за Калиопи. Во нејзиниот свет на Дари, Дари, дам. Браво, Иван. После многу време. После многу време и навистина многу ми е драго што во овој период кога и самиот знаеш, си бил некогаш и соучесник во овие работи, да, во системот, токму така, наградење на една приказна, како што е оваа сега, што ќе ни се случи на 19 октомври, големиот солистички концерт во Арена Борис Трајковски, што успеавме да си најдеме време наше за еден ваков убав разговор. После многу време Калиопи прави голем концерт во Скопје. Да. Што се случувало во меѓувреме? Па во меѓувреме некако не секогаш можеме да планираме и да ги исполнуваме оние цели за кои што сме мислели дека сега или тука мора да се случат. Туку некаде не носи патот на друго место, во некои други моменти, како што било и ова мое патешествие изминативе години, се повеќе бев некако сконцентрирана надвор од Македонија, што концертно, што медиски, но некако секој моје враќање назад дома било како некој уточиште дека тука ќе си го најдам мојот мир, мојот одмор и тоа толку ме релаксираше долго време што како да имав некое прибежиште што знаев дека во тие 4 зида ќе можам да ги повторно искреирам новите моменти кои што пак ќе ме однесат надвор од земјата. Како пее Јура Стублиќ, само едно место на свету се зове дом. Тако е. Да, токму така, затоа што некако имав чувство дека во Македонија ги следат, медиумите ги следеа, навистина, секогаш сите мои случувања надвор од Македонија и некако немав чувство дека не сум присутна тука, но во еден момент сваќаш дека чекај, треба да има и некакви други случувања, концертни активности, и токму од таа причина го искористивме и нашиот, да кажам, јубилеј со Рома, 40 години од нашите почетоци, значи нашата работа заедничка и Рома рече Калиопи мора да снимеме албум. Мора ова да го кронисаме со албум. Јас се сложив се како со него, бидејќи е фантастичен повод за да се вратам на македонската сцена, во смисол да се вратам. Јас сум се присутна, но да се вратам концертно назад. Концертот на 19 во Арената Борис Трајковски. Така. Каков тоа ќе биде концерт? Еве кажавме јубилеј 40 години. Што се подготвува? Еве беше викендов беше во Италија да купуваш гардероба. Па бевме да со моите стилисти да се значи се подготвуваш на големо, на големо. Па не случајно, мислам, тоа се некакви, како да речам, за мене нормални нешта, затоа што оваа наша работа баре инвестирање во неа, во смисол како и во спортот, така и во музиката. Значи, мора да се купи опрема, јас мора да си купам гардероба. Овој концерт, тоа е само еден сегмент. Тоа не е нешто на што јас секако полагам внимание, но за мене најважен дел е оној музичкиот, оној уметничкиот. Она што публиката треба да го доживее низ моите песми, но секако аудио-визуелниот ефект мора да биде бескрено интересен, како и секогаш. Ке има голем стејдж, добро озвучување, одлично озвучување, бендот уигран со тебе со години, со деценија. Да, и ќе биде зголемен за оваа прилика со уште еден гудачки квартет, дувачка секција исто така. Ќе биде зголемен воопште и бендот. Значи ќе имам едно 15 музичари на сцена, вклучувајќи тука и мултимедија дизајнот, кој што ќе го работи Емил Петров за оваа прилика. Се трудиме да направиме навистина и во однос на концептирањето на репертуарот. Многу е тешко. Како ќе биде репертуарот? Па ќе биде повеќе славинички, ќе биде ќе биде ретроспективен. Со што ќе го почнеш концерт или не кажеш? Тајна. Тоа е тајна затоа што сметам дека ова треба навистина целосно доживување да биде
првично, токму таа вечер во Борис Трајковски. Значи овој концерт? Многу, многу. Дали Ромео Грил ќе биде со тебе на сцената? Па, Роме ќе дојде во Скопје, еве тоа ќе го кажам, ќе дојде во Скопје, дали ќе биде на сцена или не, тоа исто станува да видиме. публиката таму го доживее во таа ноќ. Мислам дека ова е неизбежно Роме да е тука, бидејќи е сепак Заеднички јубилеј. заеднички јубилеј, ова е еден И твојот концерт. постојан соработник последниве 15 на години. Па, добро, да, он се врати во... секогаш бил он пристоен. И тогаш кога не бил присутен, мислам дури он, тогаш кога сум ги работила своите авторски проекти, своите авторски албуми, тој имал апсолутно многу влијание врз сето тоа, бидејќи јас пораснав покрај него, како во поп-рок музиката, пораснав покрај него во смисол на моето градење и растење како пејач, како човек, ама мислам дека самата идеја за да почнам да творам, иницијалната капсула почнува од инспиративноста негова, значи она што он како автор го оставил како белег и сега да ми даде сила и право да и јас почнам да творам. Како гледаш денеска кога ќе видиш некоја снимка со роѓени, со Лео, со Кофер љубави? Какви емоции ти буди тоа? Па јас можам да кажам дека не постои снимка од која што јас се срамам или па не ми е убаво кога ја гледам. Тоа сум посебно горда на нас, бидејќи токму тоа што не случајно, веројатно Роме бил со мен од моите почетоци, бидејќи знаел многу, умел многу, бил пред времето и точно знаел да дозира или да не надминемо на линија на, како да речам, на нешто што ние не сме. И тоа трае до ден денешен. Едноставно внимаваме да се држиме до она во кое што ние веруваме. Што се случува со твоето авторство последниве години? Па работам повеќе применета музика. Да, применета музика, бидејќи тоа ми се работеше. Јас оној момент кога 2012 Роме се враќа и настапувам во Евровизија со Црно и бело, потоа се раѓа албумот Мелем. Од Мелем натаму многу синглови, многу песни. Соработки, регионални. И во тој смисол некако, знаеш како, јас сум многу искрена кон себе. Јас кога чувствувам дека има материјал, го работам тој материјал, секако не, но од оној момент кога Рома дојде со Црно и бело, јас знаев дека е време за промена и тоа ми е искрено, морам да ти кажам, една голема олеснителна околност, бидејќи ги обожувам песните кои што тој ги прави и зошто тие луѓето текстови. толку многу ја сакаат Црно и бело? Ја сакаат Црно и бело бидејќи првенствено таа песна носи една исконска, да речам, мелодија во која што сите веруваме, а особено и текстот се некако залепи за таа приказна во тој смисол што таа песна, иако е отпеана на македонски, стана планетарно популарна на македонски јазик. Иако постои руска верзија, иако постои енглеска верзија од Црно и бело, луѓето насекаде во светот ја пеат на македонски јазик. Тоа е фасцинантно. Од таа Евровизија, па и од следната ти имаш фантастични спомени, фантастични пријателства. Но поубави спомени беа оние в 2012, 2016, кога бевме во Стокхолм, во Шведска, бидејќи таму многу повеќе политика играше улога отколку музиката. А во 2012 некако имав чувство дека сум навистина дојдена на една светска смотра на убави песни и прекрасни пејачи. Дали и трет пат би одела на Евровизија? Не знам. Најверојатно за такво нешто тимски би размислували и одлучиле, доколку сметам дека навистина имам нешто што би ја ставила Македонија повторно некаков пијадестал и зошто да не. Ја чекаме и твојата биографија, автобиографија. Дали планираш некогаш да седнеш и да напишеш оно што ти се? Па, кога би го... Автобиографија не. Не, но може би некаква монографија понатаму некој би работел, да. Но,
не толку заради мене, колку што сметам дека е Треба да убаво остане да како остане, дел. да, како дел. И не сум од оние кои што сакам после моето вечно заминување да ме слават во смисол дека тогаш треба да прават нешто за мене. Јас сега додека сум жива и додека работам и сметам не само за мене, туку за секој еден уметник, тоа треба да биде правило, дека таквите луѓе се на некој начин многу битен белег за културата наша и за се она што не представува надвор од нашите граници. Значи, додека се живи, тогаш треба државата или општеството да направи нешто. А за државата ги заборава. Да се сетиме кои све луѓе ни замина, еден Тоше Проески, Точно. една Есма Точно. Реджепова, твоите драги, Така е, премногу драги така е. пријатели, врвни уметници, глумци. Глумци, уметници, сликари, Да не ги спомнувам со име, спортисти, али кон се. сите тие е направена една огромна неправда, затоа што луѓето се сеќаваат на нив, али државата имам чувство дека нема направено ништо. Па добро, мислам дека тука државата како да кубори и со свесност, и со време, но мислам дека Пари се наоѓа за се друго, освен имаме, да, ама некако битно да ги решиме проблемите. А кои проблеми ги решаваме, тоа е веќе друго прашање. Но јас секако никогаш не сум очекувала дека треба да се подпрем на некого и нешто во секој смисол, туку сум гледала колку што можам со се она што располагам и како човечки ресурс и со мојот талент и со мојата добра волја да направам нешто што ќе остане. Покрај убавите работи кои ти се случувале посебно регионално, бидејќи секаде каде што си настапувала, луѓето тоа го доживувале како нешто невидено добро, со работки, пријателство, со Неверне бебе, со Желјко Самарџиќ. Се случувале и некои работи као што се заминување на драги колеги, пријатели. Да. Посебно овој период последен беше навистина неверојатен. Масимо Савиќ, Со кого снимаше, Бора Чорба, кој исто така беше твој драг пријател. Бора Чорба и нормално еден куп други луѓе кои што заминаа попатно и мислам дека е еден Зафир Хаџиманов, да го споменеме. Твојот исто така Многу луѓе драги, заминаа, близок пријател. Да. Меѓутоа и она од најблиското замина твојот татко последниве години. Колку тоа те поремети, колку тоа те смени, колку тоа те... Многу и денешен вака поминуваат некои животни премрежја, без оглед дали е приватно се работи, дали се работи пословно, која ќе се кажам на глас, колку многу ми недостига штата во моментов. Значи, ми недостига мојот соговорник со кој што можев да поминам различни теми, да го чујам. Доволно беше неговото мислење, бидејќи многу го ценев. Беше еден голем реалист и некогаш работите умеше да ми каже онака како што не сакав да ги чујам, ама во секој случај знаев дека тоа е една голема вистина. Ми недостига многу. Кога го загубив, дента кога почина, ние бевме во Фрушка горе, имав концерт. Го испеав концертот на еден таков ден. Ако ме прашаш сега дали се сеќавам на било што тој концерт, на ништо. Али знаеше дека он веќе не е... Да, знаев. Утрото ми соопштија. Рано наутро ја дознав веста и вечерта во 9 часот почна концертот на Фрушка Као гора. најголем професионалец не сакаше да го откажеш? Да. Зато што луѓето дошле да ја видат? Да, знаеше мојата менаџерка Лорета, знаеја Тимо? Маја и Јулија, моите пратички вокали, но остатокот од бендот реков да не им се кажува, за да не ја внесеме таа туробна атмосфера меѓу нас, за тој концерт да помине во најдобар ред. Си ја собрав силата некако и го отпев, гласот ме служеше. И во тој момент додека пеев, само верував дека е тој со мене, дека тој ми помага, дека тој ме турка.
И нормално морав да се дистанцирам на некој... Не знам, не можам да го објаснам психолошки тој момент, тој феномен, бидејќи верувам дека е нормално да се исплачеме, дека е нормално да тагуваме и тоа е составен дел од нас, луѓето, дека е тоа нешто најприродно. Ова што го направив не беше природно, но беше морално, бидејќи тоа е мојата професија. Но тоа го прават најголемите светски уметници, затоа што вие кога настапувате и кога подпишувате договорот... Така е. Ние пред се имаме морална должност. Не е битно ради тој некој договор кој што е склучен или има таму клазула каде што можем да кажем виша сила и тоа може да се раскине, но мојата одговорност кон публиката која што во таа ноќ нестрпливо ме чека да се појавам на сцена би било, не знам, не би можела да ги разочарам или да им ја пренесам мојата тага и болка и сите колективно да тагуваме. Да продолжиме со повесели работи. Новиот албум ја завршува работата, луѓето ги сакаат песните и уживаат во нив. Па тоа е нешто прекрасно да му се случи на еден уметник да кога ќе види реакцијата на публиката дека луѓето не само што го сакаат тоа што се го направил, туку веруваат и креираат свои лични приказни внатре. И тоа е фасцинантно од една страна. Од друга страна, најфасцинантното е дека песма за која што ние сме ја сакале онака интимно и која што нам ни будела најмногу емоции, одеднаш ка ги турка сите оние кои што сме сметале дека е фаворит на албумот и дека ќе стане апсолутен хит, нормално станува. Но оваа едноставно се истуркува меѓу сите нив и станува миленичка на публиката, тоа е песната Дај ми комат душе. Да откриеме кој ќе биде гостин на концертот или не? Па, мислам дека публиката тоа веќе го предпоставува. Имам 2 дуета кои што се неизбежно да ги спеам на еден ваков голем концерт сама. И така што, на 19 октомври со мене ќе бидат и Жејко Самарџич и Слаткар Марко ќе биде со нас, Слаткаристика. И за крај, што после Скопскиот концерт? Какви обврски те очекуваат во јубилејната? Многу големи обврски, бидејќи после овој голем концерт, сега целиот фокус е на овој концерт, бидејќи е за мене многу значаен, многу важен. И многу сум горда што токму во мојата земја ми се случува еден ваков голем концерт. После него ќе имаме многу други големи концерти, како што Те видовме во Плавата дворана во Сава центар, дали отиде да видиш како е подготвена? Да, прекрасна е салата, е прекрасна, но мислам дека Сава центар ќе почека бидејќи имаме веќе договор со МТС дворана за едната година во март месец, така. Белград повторно те чека. Да, Белград повторно. Тоа веќе го потпишавме од претходниот, бидејќи не ни знаевме дека Сава центар ќе биде готов. Завршен, да? И секако, јас многу ја сакам МТС дворана, исто морам да кажам, тоа е за мене една од најкултните спортски сали, концертни сали. Каде што Арсен Дедич држеше антологиски, сите, Ѓорѓе Марјановиќ. Многу светски имиња имаме тамо концерти. И тоа што е најважно, исто го имаме договорено Ватрослав Лисински во Загреб за во април. Исто твоето природно станиште. Да, Сараево ќе имаме сигурно и секако Подгорица. Но она што е исто многу важно е дека освен овие големи центри ќе имаме и големи турнеи во сите други и помали градови низ регионот. Калиопи, за крај само уште едно бонус прашање, како беше да се танцува со Здравко Чолич? Фантастично. Преубаво. Знам дека многу припаднички на нежниот пол посекува да бидат на моје место. Но али он те избра тебе. Тој ме избра мене, можеби затоа што многу ни се слични енергиите. Јас и Здравко се знаеме долго време, многу долги години, но морам да признам тамо беше цел шоу свет, значи дојден таа вечер. И сигурно меѓу нив има исто многу негови пријатели или познаници. Но ете тој ме избра мене, а јас бев така малку... Спонтана. Да, многу спонтан момент беше тоа.
И тоа се моменти за памтење, онака. Цел живот. Убави. Hvala ti mnogo što odvoji vreme za Slobodna televizija, za Slobodan pečat, za mene и се гледаме на концерт. Да живее слободата и секако во име на се убаво што се трудиме да го направиме. Ти благодарам и јас на тебе и на Слободен печат. Тоа беше Калиопи.